Благодарам, господин Попетревски. Почитувани тетовченки и тетовчени, почитувани представници на образованието, директори на средните училишта, но почитувана деловна заедница овде во Тетово. Благодарам што ме удостоивте со вашето присуство. Почитувана градоначалничке, амбасадорке, господин Палјоши, почитуван заменик, министер за образование, почитуван председател на Комората на Северозападна Македонија. И гледам кабинетите на министерката Царовска, на заменик министерот, исто овде присутни. Денеска сме дојдени во еден од најголемите региони во нашата земја, Полошкиот регион, во нашето Тетово, на многу важна тема. Ова како процес, кажа господин Попетревски, е почнато. Планирани се 20 вакви јавни дебати. Ова е седмата, ако не се лажам, која што ја држаме, заради тоа што реформите во образованието, без разлика дали е во основното, во средното или во високото, за мене се позначени отколку законот за езиците, уставните промени на државата, договорот со Бугарија или било што друго. Идните генерации ни доаѓаат од школите, од факултетите, од основното и средното образование и тука треба да се менува. И секој од нас треба да тргнеме прво од себе, од своите деца. Треба да работиме, секој од нас треба да тргнеме од себе и од своите семејства. А во оваа значајна проблематика, верувам дека и веќе доцниме во споредба со другите земји. Мене ми е многу драго што швајцарската амбасада го пренесува изворно своето искуство заради тоа што навистина е лидер во многу земји на реформи во образованието и имплементирањето на средното стручно образование или така познатото дуално образование. Имаме одлични примери во Австрија, во Германија и во многу други земји, но Швајцарија навистина лидер во совршенство. Во моментот се развиваат паралелни виртуелни платформи на едукација и практична подготовка на млади кадри, за да може вистинскиот практичниот деловен свет да ги преземе како готови кадри. И целото ова искуство кое што ни го пренесуваат е навистина многу значајно. Отворивме ширум ваков социјален диалог и јавна дебата, за да можеме сите да бидеме свесни за тоа што предстои. Државата ќе ги донесе законите, државата ќе ги донесе и правните акти, подзаконските акти, но нас ни треба партнерство и сојузништво со целиот наш народ. Ова сојузништво кое што ни го дават коморите преку своите членки, односно тоа се нашите компании, е драгоцено и веќе преку 450 компании прифатија да учествуваат во целиот овој процес. Јас тоа го поздравувам, заради тоа што компаниите ќе добијат квалификувана работна сила, која што сите знаеме дека најголемата пречка за идните инвестиции и развој. Младите, а со тоа и родителите, сите ние ќе добиеме подготвени деца кои што ќе можат доколку одлучат веднаш да влезат на работа, доколку одлучат да продолжат со своето високо образование, но ќе имаме практично подготвени млади луѓе кои што ќе можат да ја вадат својата екзистенција доколку сакат веднаш после средното образование тоа да го работат. Што значи тоа? Тоа значи дека нема повеќе ургенции во гимназиите да помине бројката од 34 упишани ученици. И тука мора да прифатиме дека тоа е така. Ако имаме дома 3-4 деца, 2 деца, сите не ни се за гимназија, сите не се за факултет. И треба да тргнеме прво од себе и тоа да си го прифатиме дома, не прифаќајќи амбицијата лична прво како родител, терејќи го дури тоа дете, кое што не е за гимназија и за факултет, ама и да биде како сите други деца. А оствари ја уништуваме и неговата иднина, заради тоа што тој може да биде квалификувано младо лице, кое што може да вади поголема плата од некој што ќе заврши факултет, со скилс, со вештини, кои што навистина може да му димензионират одличен живот за него лично, а и секако сериозно охрабрување да влезе во брак, создавање на семејство и следни генерации. Затоа велам прво треба да тргнеме од нас самите, заради тоа што ние како држава ќе инсистираме на тоа. Како што инсистираме на реформите во основното образование. И слушаме, и прифаќаме, и дебатираме. Не сме најпаметни ни во владата, ни во министерството, ни во Бирото за развој на образование, ни во Државен испитен центар, педагошка служба или било каде. Слушаме и прифаќаме.
но мора да се договориме сите кој пат ќе го тераме. Основното образование мора да го реформираме. Средното мораме да создадеме практично подготвени кадри. Сите тоа го знаеме. Сум бил градоначалник, верувам и градоначалничката Арифи до ден денеска, имаме хиперпродукција на учителки, наставнички се, а на 2 години ќе се ослободи едно место. Полошкиот регион генерира сигурно преку 40 или 50 учителки по оделенска настава. Се ослободува 2-3 годишно, колку? Што ќе правиме со сите тие млади луѓе? Тоа се фрустрирани млади генерации кои што завршиле школа и не може да најдат работно место, а завршиле факултет. Зошто? Не треба тоа. Планирањето мораме да го правиме сите ние заедно и овде не треба сојузништво од сите. Во средното образование, тоа што почна и веќе гледаме како се одвива во оние експериментални паралелки кои што веќе ги отворивме. Навистина е прво задоволство кај учениците, кај учителите, но го гледаме и задоволството кај компаниите кои што прифатија да бидат партнери во ваквите процеси. Намерата е веројатно во прва година да се почне, не знам, со 1 ден практична настава, во втора 2 дена од 5 дена работни практична настава, па во трета 3 дена, во четврта 4 дена, а само 1 да остане теоретска настава, или слично како ќе се димензионираат конечно концепциите. Повеќе ја кажувам филозофијата, дека додека учат децата во средна школа, ќе имат и практична нивна подготовка, која што ќе им даде вештини, skills, која што ќе им даде струка, занает, од кој што ќе вадат леп, ќе гледат семејство, ќе имат доволна храброст да создадат свое семејство и да секако го димензионираат својот живот. Практичните искуства се драгоцени и ќе ни бидат од голема помош. Ние не ја измислуваме топлата вода, туку сакаме да го примениме тоа што светот кон кој што тежнееме го применува и дало резултат. Ние ќе го адаптираме на нашите македонски околности, но ќе ни треба секако помош од деловната заедница, најголема помош од родителите, средните образованија, општините и нивните сектори и оделенија за образование и секако Министерството за образование и наука. Убеден сум дека на тој начин ќе помогнеме на државата пред се, но ќе им помогнеме на нашите деца и на идните генерации кои што доаѓаат пред нас. Така да во овој процес денеска јас очекувам преку дебатата да ги кажете вашите коментари, вашите размислувања, затоа што дефинитивно нешто кое што утврдено пред се од коморите, зборуваше председателот на комората на Северозападна Македонија, но и сите други комори зборуваат, дека најголема пречка за развојот во државата ќе биде недостатокот на квалификувана работна сила. А најголем проблем до денеска, еве и во услови на ковид криза, е невработеноста во државата. И сега имаме 16-17% невработени, а од друга страна немаме работници за нашите производствени капацитети, за нашите деловни заедници или слично. И тоа апсолутно кажува дека овде нешто не чини и мора да се менува. Така да час поскоро ова да го направиме, никогаш не е доцна, за да можеме секако да димenzionираме општество кое што сите го посакуваме. Ви благодарам и јас ќе бидам присутен на целата дебата, за да слушнам директно од вас, деловната заедница, но и образовните работници, сугестии околу средното стручно образование и комплетниот старт во нашата земја. Благодарам.